good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Денес се собрахме овде по повод денот на пролета, иако малце покасно. Овој квиз инспириран од нашата драга Лила. Беше причина моите ученици да осмислат една тематска представа. Малко на поразличен начин, меѓутоа концептуално сме тука некаде. Па уживајте во следниот еден час, охрабрувајте ги и не ни заверувајте однапред, ако нешто погрешиме, ние сме деца.
драги гости, почитувани родители, баби и дедовци. Денес следува нова епизода од познатиот квиз Се или нешто, па да видиме кој ќе биде срекниот играч. Николова Диана. Повелете, Диана, представете се. Здраво, јас сум Диана Николова. Ученичка сум во 4-то оделение од Општинско основно училиште Тоша Велков Пепето и многу сум срекна што денес се извече токму мојата кутија. И мене ми е мило. Се надевам дека немаш трема и дека денес ќе им приредиме прекрасно шоу на нашите гледачи. На самиот почеток да ги повториме нашите правила. Наместо една кутија со одобрение на банкарот може да отворите неколку, ако сте сигурни дека во нив имате една цела стихотворба. Имате право на најмногу 3 џокери. После 3 целини следуваат реклами. Драми. Драми. По секоја успешно затворена кутија добивате аплауз. Дали се јасни правилата? Да, благодарам. Ајде да започнеме со пример. Пепер. 3 пеперутки манекенки прави. Што ли се случило со нивните глави? 4 секоја написа. Устанот и блиска. Сумрмери во себе сама јас сум прва дама. Едната се точки во пастелни бои. Толку рибало пустено ти стои. Другата е жолта по сонце сјане. Спие на јоганче зелено и трајно. Третата е бела, многу е смела. Знам дека сум прва кој цуцу на дрвја. Ете така, благодариме за аплаузот. Убаво започна нашиот квиз. Ајде сега, Диана, отвори ги следните кутии. Ајде да видиме. Сега сме на прагот на пројта. Се почнува да се буди. Јас најмногу се радувам на пеперутките. Тие од обична гасеница се претвараат во прекрасни нежни убавици, кои изобилуваат со бој. Се надевам дека ќе отворам кутија токму со стихови за пеперутки. Одлично, ти посакаме среќа. Кој е твојот избор? Ја избирам кутијата со број 6, Боена. Ајде, Боена, отвори ја кутијата. Пеперутка трепна со крилце, треп, се изви надвили врху свете на наличен цвет. Во преградката на цветот се крие, росичка и цвете нектар да пие. Цел ден на цвет не треба да се слади со крилце лице на цвеќе лади. Во вечер ќе падне на незините свилени крила, таа пак во некој цветен сон како бакнеш врз цвет ќе спие. Па браво, Диана, одлично, одлична интуиција. Ви благодарам многу. Повели, отвори ги следните кутии. Сега би сакала да отворам 5 кутии, бидејќи мислам дека за летот на пеперутките треба публика за гледање. Дали ќе ми дозволи банкарот? Ајде да прашаме. Ало, како сте, банкаре? Ние овде имаме прашање до вас. Дали може да отвориме 5 кутии во овој блок? За вас се е дозволено, отворете ги кутиите. Слушнавте, Диана, отворете ги кутиите. Ги избирам кутиите со броевите 16 Раде, 17 Ѓорги, 1 Марија и 14 Јана. И која друга да биде? Ајде, 5 Марио. Отворете ги кутиите. Летот на пеперутките. Една ларва мала на цветот спие, се храни молчи под листот се крие. Едно утро рано ларвата полета високо да го освои светот. Танцува нежно фиорити прави, таа моја желба ќе се оствари. Ќе се вивне високо ко небеската шир, ќе ја перени се мојата порака за мир. Желбата моја како пеперголе, желбата моја како милоглучка песна, така му се шири, но секаде една светот, така
сакам да биде пепега храна на светот. Сите луѓе потребни да се спојат. Светот во боите на љубовта да го обојат. Спока исто ми радата царва, добрина и возгодната подарува. Летите леските, перуги број, нека се чуи детската желба, детскиот пој. Сето да биде убаво место за мене, за тебе, посакувам често. Па браво, Дијана, браво, одлична игра. И драги гледачи, да ја заокружиме оваа целина со кратки реклами. Драмиде. Ана, оправи си го Карминот за време на реклами фризурата. Кажи дали има трема, малку така праша ја, како се чувствува. Пушти ја малку. За време на рекламите ние тоа правиме. Како се викаше Бојана? Не, јас викам Дијана. Дијана, да. Знаеш што ти значи името? Што? Принцезата Дијана. Значи Дијана во превод името ти значи Божица на ловот. Да знаеш, меѓу другото што си принцезата Ди. Браво. Ај, оди си го Марто, вече ти е време. От торбата sve што имаш треба да си вземеш. Кој си ти не ме што ми да кажгалото земите ми простично и јас имам време? Гледај, сонцето во својата прва рунда ти ја скина ја пашуса и твојата снежна бунда. Памочно тоа ме смеја, одве плеки ми зра, јас ќе увикнам Северко и го глупчува докато ќе ја пикнам. Северко, Северко, каде си? Кажи што е баба мила, одве Стасов нема сила. Што, зар ти имам силен здрав, боледуваш имаш страх? Што ми сонце силно блеска, се ме треси силно треска. Слушај, чето, што ти велам тега сега, ајде, зубај стегај. Ке те молам да ми простиш, а за студење, за трување немам сила. Развигор, че сакам веднаш да огоня. Се скрива още малко мира, има още малко ми да спия. Одмири си, ке те молам да ми простиш, за студење, за трување немам сила. Добро, ајде. Земи воздух. Каков мирис, както цеке, ај задува еднаш веќе. Одмири си, Немам хлеб. Овде стојам устуди, да марда, не знам што. Ке скончи на муна, глава да жучи. Плашите, и той мене ти национален се настрав вече дел. Мене нищо не ме плаши, че се спиям още малко, ки се лежам, ки се спиям. Ај стана баба Марто, за спиење немаш време. Тој Северко брзо да си дремеш. Уф, кой ме фоката, кой ме смее. Северко, ај задува силно, луда издърпи голова чудо. Слушаме баба Марто, ти наблиди час одолен. Северко е тешко болен. Не е болен, здрав, само малко си изпушил, има страх. Со скокот и ќе те сторам тесто, вите до таприлко ќе направам место. Вите за таприлко, кој ли беше той зеленко, толку зелен, што кодека оставам и да краде и да биде Како кој? Па се знае господарот личен мој. А што бара баш сакам да знам? Што ме буди, зар немој не му страх? Има планови своји на дрвето, зелени облеки сака да им крои. Нека крој гавол да го земе, но што ми ќе биде на голото време? Сака да се покаже со разнобойни цвеќи, со мирисливи цутови, да ги стопле бабите со внуците. Доста со тие баби ќе им покаже на нив заби. Северко, ајде јави се биди зол, смрзни поле гора дол. Изгони го овој развигурче што ми смее, дури доста синко не е. Не лути се баба Мори, мојот витез в желба гори, че дојава тој со атот и че пушти птици јато, че разлета пчели рој и бубалки че разбуди тој. Немирник е, млад и зелен, тука сака да ја вселен. Ништо веќе не сакам да знам. Што ме гони, што ме буди, зар немој не ми срам. Баш старица многу чудна, час заспана, час будна. Априлко, кажи сега што за сторам, како уште да се борам. Со твоите топли струни, на ухото да изуниш, да продолжиш да ја смееш, да ја топлеш, да ја грееш.
да север бегам, северко, каде си? Ах, сега да знам. Априлко, витез мой зелен, појави се, стано биди селен. Развивачо, баш ти сила, ја избрака во домата. Сега звони да направим чуда. Да се вратиме назад. Диана, како се чувствуваш? Одлично, се надевам дека среќата ќе ме служи до крајот. Секако среќата ги прати храбрите. Ајде да продолжиме понатаму. Да му кажи ни нешто повеќе за тебе. Кој е твоја милено годишно време? Јас сум уметничка душа, ги сакам боите. Уживам во сонцето, во природата, цветовите, птиците. Моја милено годишно време е пролета. И мене исто така. Ете, најдовме нешто заедничко. Се надевам дека во овој блок ќе ги отвориш кутиите кои ќе ни ја доловат пролетта. Повели. Би сакал да ја отворам кутијата со број 11, Драган. Ајде, Драган, отвори ја кутијата. Пролетно будење, птица низ гората летна, во природата пролет цвета, песната е весела, таа птица преселница. Шумата се буди, живот за сите луѓе, мечка, зајак, волк, естер, малепопат, пеш, да разгласнат на сите, весели че бидат дните. Зима пројде, пролет дојде, пролет дојде. Леле, луѓе, останав без зборови. Па браво, Диана, продолжи со исто темпо. Благодарам, сега би сакала да ги отворам кутиите со броевите 5 и 9. Иван и Марио. Секако, само да го прашаме банкарот. Ало, банкаро, дали може да отвориме 2 кутии? Отворете ги кутиите. Отворете. Пролет. Во шумот ребистар поток, една бреза гордо стои, а на неа птици јато реши овешко да ги брои. Кај сте птици мили, дојдовте во родниот крај, гнездо ве чека и топлиот месец мај. Светла пролет, ете стаса, природата се буди, насекаде весел звон, златно сонце руди. Од бистар поток, рибка, дирка има, ешко му се смее, многу жел грешко има, како птици ти запееш. Диана, па вие сте извонреден играч. Секоја чест. Кога ќе продолжиме понатаму? По рекламите. Уствари драмите. Многу приведувате во мојата работна соба. Ти така си решаваш овде Христос збори. А значи така, овде се криеш и си решаваш. Многу се мешаш и ме правиш нервозен. Јас те правам нервозен, а вчера не знаеше кој е главен град на Гана. Точно не знаеш. Па децата од прво оделение знаат кој е главен град на Гана. Погрешни учителите учеле. Даре, кој е главен град на Гана? Не знам. Како не знаеш? Стварно сме учеле. Не знаеш кој е главен град на Гана? Срамота. Сега учиме други работи, но второ оделение не се учи тоа. Јас од твои години ги знаеш сите главни градови на сите држави во светот. А научен, читам, брдав книга, атласот ми стоеше на масата. Браво, ти си била чудо, дете. Јас ова не сум го знаела. Сум го знаела поинаку би сум не сум спрема тебе. Не знаеше кој е главен град на Гана. Пред некој ден не знаеше како се вика на високиот врв на Алпите. Пред тоа не знаеше селово струмичко со 12 купи. А секој ден ми зборуваш дека треба да влеземе во Европа, дека ние сме дел од Европа, дека треба да се интегрираме во Европа. Даре, кој врв е највисок на Алпите? Не знам. А селово струмичко со 12 букви? Не знам. Со вакво образование и ваков образован систем не се оди во Европа. Јасно ви е или не? Мене ми е јасно по ден. Утре ќе дојдам на училиште и малку ќе поразговарам со твојата
напреднеса листа. Мене ме прашуваш? Тебе. Даре, главен град на Гана главен град Драги гледачи, како што може да видите, на нашата Диана одлично е и оди отварањето на кутиите. Остане уште малку. Ајде, Диана, повели, што е следно? Поубавата пројат е поврзана со природата. Најубавиот природен килим се постила на пројат. А ние, жителите на планетата Земја, сме должни да се грижиме за неа, да садиме садници со дрвја, цветови, да не се фрла отпадоци, да рециклираме и да уживаме. Така е, Диана. Повели, отвори ги следните кутии. И отварам кутиите со броевите 3, Јуце, 8, Љубица, 2, Никола и 10, Джан. Но би сакала јас нешто да попнувам. Дали ќе ми дозволи банкарот? Секако, ајде да го прашаме банкарот. Ало, банкару, како си? Ја бараме твојата дозвола за отварање на кутии и џокер. Имате дозвола. Отворете ги кутиите. За чиста планета. Планетата Земја е наш единствен дом. Чисто да биде најголем е мој сон. Насекаде е прелени шишени кеси, а мајка ми вели виновно ти неси. А виновен кој е? Луѓе да ме прашам. Зошто во џубре се буши планетата наша? Природата не чува како мајка дете, убава и здрава, мила како цвете. Ке не абирзете се, повикувам честно во корпус, несете го џуброто таму, моја место. Па одлично. Ако продолжиш вака, успехот е загарантиран. Ајде сега уште еден блок кутии пред рекламите. Ги отварам кутиите со броевите 14 Јана, 1 Марија и 18 Антуан. Отворете ги кутиите. Слушайте, рекате зубари пренесно и јасно. Кафе е питко и јасно. Руската лепа полека од светли свет. Ово го има секаде из целиот свет. Погледнете шаренло и зелено, по очи на сите ни блика. Природата буди убава слика. Со мир и спокој таа ни враќа, да внимаваме на неа, порака праќа. Децата разиграни да ја чуваат, ветровите нежно надуваат, низ лисијата сонцето тихо да грее, да има свежина, секој да се смее. Една, две, три, четири единки и едно двојче. Леле, дацко, Зашто леле, датко? па така како ќе им кажеш сега на родителите? Затоа ми око не ми трепна, за тоа јас не сум виновен. Кој друг може да биде виновен? Зашто зборуваш така, дацко? Единиците се пишени во твоје име и твоите, а што му се твои, значи си ги заслужил. Токму ова не си права Наско. Ако си вистински другар, ја гледаш првата единица, таа е по македонски јазик, а затоа што леж во моето свидетелство, зашто не леж во свидетелството на Ради, тоа е сега во петото. Зашто пак Раде тоа е во пето? Да, точно, тоа е сега во петото, но не ли беше 2 години во четврто? Беше 1 година, постаруваше. Токму кога отиде во петото ми ја подари читанката за да не трошам пари за рапсека. Јас имам постарувачка. Ти мислиш дека пишуваш и вака, а за неа инаку оди поучи. Ако не пребрат, таа сме викала да ги учи дет, да ги повторува детства и готов. Вика, виде така единиците од математиката. Токму одно се димавме оне што ја содаде математиката, ги пишуваме задачите погрешно. Как 5 по 4 еднакво на 20 и 4 по 5 еднакво на 20. Како ги им делуваш? Па така, тоа е едно исто. Добро де, Натко, што се прави дека се знаеш? За музичко знаеш и сами. Музиката ми се зарекуваше.
Танката е твоја. Устата што не ти се одветува е твоја. Стомокот што те болел е твој. И единиците што си ги добил се твои. Ама јас не ги сакам оние, ајде. Ама не ги сакам и готово, ајде да си одиме. Следната година од петка не припочим друга оценка. И им речем на моите дома да ми ги простат. И следната година од петка не припочим друга оценка. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave, I didn't wanna ride, started to cry but then remembered I didn't buy myself flowers. Running in the sand, talking myself for hours. See things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my head. Yeah, you like me better than you can. Cherry red, that's the roses that you laid. No remorse, no regret. I forget every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I ain't by myself flowers. Running in the sand, talking myself for hours. They think you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my head. Yeah, I can love me better than you can. I didn't wanna leave, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I ain't by myself flowers. Running in the sand, talking myself for hours. See things you don't understand. I can take myself dancing. Чај мине. Видели сте преступниките? Видели сте преступниките? Јас се викам Бурен. Во книга е во јас се викам Камелија. Познавам една Камелија која има на плюсите. Таа знае и носи кој се би нападне. Камелија е една кошаркарка меѓу децата во улицата. На Камелија
Јас се викам Камелија. Моето име е Огуру, но јас би сакала да се викам Бојана. Ево зошто. Таа е моја сестра и никогаш не ја праќа музика да купува лек и весници. Има забавен дедо што секој ден се разкажува приказни на баба и лето дженте. Се ракава. Бојана, денес во училище си добил петка и ова година ќе поминеш одлично. Супер, дома си, искам да се купуjem. Бојана е Камелија, мило мојот син се тргнала само си го наместила во кревето. Погледни. И чевите само си ги петнала и си купила свежо млеко. Браво, Камелија. Знаете ли што ме обида на музикето? Колко много звучи моето име, Камелија. Здраво, здраво, повторно од нас. Јас навистина сум воодушевена не само од Дијана, туку од сите учесници во денешниот квиз. Ова досега е убедливо најдобрата епизода. Сите отворени кутии тематски се вклопија и време е за последниот блок кутии. Повели Дијане што е следно? Многу сум возбудена, искрено. Пеперутки, пролет, природат, се тоа ме асоцира на истражување. Да, мали истражувачи. Љубопитни учења што секогаш имаат некоја цел пред себе. Ги избирам кутиите со броевите 16 Раде, 4 Камелија и користам џокер и избирам кутијата со број 12 Габи. Само момент. Банкару, дали имаме дозвола? Се разбира, отворите ми кутија. Отворете. Мали истражувачи, истражувач со мал посеток на природата крат. Одам по патеки и разни на секој да раскажам скази. Кампувам во густата шума, можам да ја видам и големата шума. Плавни езера реки гледам нагоре кон облаци. Природата се менува гледа. Во сите годишни времиња ја следа. Скриено богатство таа ни нуди, убави чувства во секој од нас буди. Ајде, деца извидници, да се соочиме со сите предизвици, да ја сочуваме површината зелена, да направиме добри дела за целата вселена. Браво, возбудата расте се повеќе. Дијана, дали сакаш мала пауза? Да, одлично било. Да, продолжиме по рекламите. Уф, драмите. Кој драма е? Солта си една која, не сакам да го ставам стопари. Формулата на солта гласи, ајде ще да зашто замок формулата, нацел. Нацел, формулата си вика нацел. Па менете нацел, нени нацел, нени да, нени ат, туки нацел. Сигурна ли си го тоа? Сигурна. Не, нацел, со ел на крајот. Да, наставнички, така е, нацел со ел на крајот. Тоа е недоеден средни и средни, нацел, удобни, пак нацел сафари, пак слично нешто. Така нешто. Не! Добре, ајде сега, кажи богодласно, све да слушам. Како гласи формулата на солта? Лично име, татково име и презиме. Име нацел, татково име ел, презиме не ел. Тишен мола. Хемијата не е хумориска, иако почнемо со буквата Х. Се шегувала за тебе, сгреши, зар не сваќи, се е во ред, молчи. Ама свати, не биди смешна. Што е стека, че ти тајат за одрушкането одговор? Не, ставички, с нешто друго. Важна е мајката што те роди. Ајде сега да подборуваме за друг случај. Еден од неги учениците воопшто не треба да учи. Зашто, што идеш? Добро, Марија.
Суфлер во театар. Тоа е импровизиралата професија суфлер во театар. Суфлер да и да работи во комедии, во смешни приказни и пиески. Како што е ова. Ева му сега единица за суфлерството, а таа може би ќе му важи за петка. Мајде во тепо. Сега ќе бидам по... Така е, како да не сме возбудени. До самиот крај се течеше безпрекорно. Тебе, драга Диана, ти честитам за прекрасната игра. Ни ја донесе пролета, ни изнуди насмевки на лицата, безброј аплаузи. Ајде сега, отвори ја твојата кутија. Така е, благодарам, драги учесници. Благодарам, драги гледачи, да го затвориме денешниот квиз со еден рок-н-рол балет. До следното видување. Благодарим на децата за убавата представа. И голема чест ни беше, што една така добра водителка како Лила Филипова ни ја направи вечерта поубава во нашиот квиз се и нешто. Така вие на малко смокам покон, одлачите и сили. Потреба да кажам нешто. Ова од учениците и родителите малку А, благодаря, Сладово. Одлично, бидете поздравени во квизот, меѓутоа тој квиз ќе оди некаде околу мај, да знаете, бидејќи имаме снимено до тогаш.
Уште еден добро вечер. Ја морам да ви кажам дека сум воодушевена. Јас морам и да ве прашам, дали некој од вас може да го запамти се тоа што вие двете го прави го кажуваат? Шанси нема. Значи, ја ќе откажам после првата песна. Менува улоги, менува песни, менува кореографии, овие глумиците тука, ова е глумачка школа, ова не е, ова е само, децата се наистина неверојатно талентирани и јас мене ми е честа, значи не е таа ваша чест, моја чест, што сум први поканета овде и што сте сетиле да во име на нашиот квиз направите нешто вакво, но ми се допаѓа начинот на кој што го сте го смислен, нормално да сме малолетни деца, нема да зборуваме за пари, туку за само зубави нешта како папиротки, како пролети така натаму. Јас сум само ќе прашам, ова е едно оделение? Едно оделение. Цело оделение е вака талентирано. Да, ова е едно оделение, јас сум посебно горда. И треба да бидеш Зорица први и благодариме на тебе, тоа се дека твоја работа и на твојот тим. Меѓутоа, овие деца се неверојатно талентирани, јас сум во шок дека се една од оделение. Мислам, сте ги собрале најдобрите од оделенијата. Ова е не заслужува аплауз него за него. Мадали. Да, јас случајно не бев многу можам да доаѓам на работа, меѓутоа 2 недели и моите ученици го постигнаа се тоа. Така, точно знаев дека треба да одвојам време да дојдам овде, чувствував дека треба да дојдам кога ме покани ти, бидејќи наистина имам и други покани, не можам секаде да стигнам, ама некако чувствував дека треба да дојдам овде и не сгрешив. Секам колешката така име отиде? Да, Ана не случајно те стаја да биде и Липовска, се извинува. Значи, сите беа феноменални и натпреварувачката што играше таму. Меѓутоа, оно што ме одушеви, ја пак ти кажам, час игра, Ана, колку време требаше ти да се подготвиш вака, и да бидеш Лила Филиповски, да бидеш Ана и да бидеш пејачка. Шпагат ти направиш па? Шпага да направиш, шпага не знам да правам. Ето, тука си по-добра од мене. Колку време ти требаше? Неколку дена, што правеше дење, ноќе, колку време учеше? По неколку часа, луѓе, знаете ли, не неколку часа, 70 дена да не дадат тоа нема да оставим ништо да направи. Свесни се што направи. Свесни колку се талентирани. Сериозно ја прашувам. Не сте. Знам дека не сте. Предлог сте сите, уште имаш ќе се заблагодарам Зорица први на твојата покана, на кој е оделениот? Четврто 2. Четврто 2, да знам кога да поздравам. Значи, драго ми е што дојдов пред се, затоа што секоја што моите натпреварувачи кои ми дојдат на него квиз, ги прашувам или што учат, што завршили така натаму. Секојаш инсистирам да завршат нешто, да што бидат образовани луѓе. Јас сум во професија дипломиран филолог инаку и плюс умирувани тока. И јас сам ќе ви кажам да останете вака како што сте, да ја слушате учителите, па не ќе се вашите почитоци, е добро на пример од животот, но да учите, ги слушате родителите, да знаете да кажете тоа, тоа е најбитно. Сите знаете англиски, тоа знам, да почнам англиски сите, најбитно е да кажете добар ден, да ги почитувате постарите, особено родителите, кои што мислат најдобро, да не ги лажете, да се дружите, да не мразите никого, да не се смеете на никого, посебно ако одредени причини или некој може би нема или не е добро, никако не смеете да се смеете. Ако некому му треба помош, му дадете помош. Ако не, дали се разбираме, тоа е најбитното нешто. Булинг, хейтање, што вие би рекле, тоа е недозволено. Хумано не е човечко. Битно да бидеш добри луѓе. И образовани, да учите. Не само сликање на Инстаграм, да учите само да се прави среќни, тоа е најбитно. Јас за тоа сум добра од тоа што бе работам, но јас уживам во мојата работа. Јас не работам, јас си одам, ќе се дружам со моите натпреварувачи и тоа ме прави многу среќна. Значи, ќе учите, ќе студирате тоа што вас интересира, ќе бидете добри луѓе, ќе си работите сами, не да чекате да падне од него или мама и тато ви дадат, ќе си работите сами, ќе бидете пример. Јас просто уште еднаш не верувам дека ова е едно оделение. Зорица ме молам еден аплауз за Зорица да